Замена на патните документи и регистарските таблички со новото име на државата ќе биде натовар на граѓаните. Новите регистарски таблички се очекува да бидат издадени кон средината на мај, а патните документи кон крајот на годината. Јас сум Елизабета Дамјановска-Спасиновска, а вие сте со најновото издание на Урбаните вести. Започнуваме веднаш по генералната најава. Почнува примената на Република Северна Македонија. 3 деца заразени со морбили во критична состојба. Во 2018 година се регистрирани 107 пријави за прекршување на детските права, од кои 13 за семејно насилство. Се обновуваат санитарните јазли во основното училиште Кузман Шапкарев. Започна примената на Република Северна Македонија. Гранични табли со името Република Северна Македонија за 3 дена, нови регистарски таблички за 4 месеци, нови пасоши од крајот на годинава, а нови банкноти од 2020 се дел од мерките што треба да се применат по вчерашното стапување во сила на договорот со Грција. Официјалното стапување во сила на новото име се најде и на насловните страници на денешните изданија на весниците Катимерини и Ефемерида тон Синдикатон. Гранични табли со името Република Северна Македонија за 3 дена, нови регистарски таблички за 4 месеци, нови пасоши од крајот на годинава, а нови банкноти од 2020 година се дел од мерките што треба да се применат по вчерашното стапување во сила на договорот со Грција. Откако Грција го ратификува протоколот за НАТО, земјава и официјално ќе се именува како Република Северна Македонија, а владата веќе почна со подготовки за промена на таблите на институциите и патиштата. Менувањето на таблите со новото уставно име на државата почнува од граничните премини. На преминот Богородица денеска беше промената таблата со новото име на државата. Министерството за внатрешни работи треба да почне со издавање нови регистарски таблички во рок од 4 месеци. Во меѓувреме, како преодно решение, МВР ќе обезбеди налепници со ознака НМК за регистарските таблички на возилата. МВР треба да преземе и мерки и активности за спроведување на решение во преодниот период до создавање технички предпоставки за издавање нови патни исправи. Издавањето нови пасоши треба да започне од крајот на 2019 година. Во преодниот период, МВР при излез или при влез во Република Северна Македонија, во постојните и ново издадените во природниот период патни исправи, ќе става печат кој ќе појасни дека патните исправи припаѓаат на Република Северна Македонија. Согласно одлуките, Царинската управа треба да стави налепници на таблите на граничните премини, државната граница и на двата аеродроми во рок од 3 дена. Секторот за односи со јавност при владата на Република Северна Македонија во рок од 7 дена да изработи книга на графички стандарди со која ќе утврди стандарди за визуелен приказ на уставното име Република Северна Македонија во склоп со државниот грб како лого кое ќе го користат државните институции за јавните табли на влезот од сите институции. Во соопштенијата од владата исто така се вели дека сите институции треба да извршат промена на сите дигитални записи, логоа, меморандуми, електронски комуникации, веб страни, медиуми и така натаму, во рок од 3 дена. Сообраќајните знаци на меѓународните патни правци во земјава, давајќи предност на ендонимите во англиска транскрипција врз екзонимите на македонски јазик во кирилско писмо, да се променат во рок од 2 месеци. Во рок од 6 месеци треба да се направи преглед и ревизија на статусот на спомениците, јавните згради и инфраструктура, и доколку се однесува на античката хеленска историја и цивилизација како дел од историското наследство на Грција, да се преземат соодветни корективни мерки и активности. Во рок од 6 месеци треба да се пристапи кон отстранување на символот истакнат на поранешното национално знаме од целиот јавен простор и јавна употреба. Археолошките артефакти се иземени. 3 деца заразени со морбили во критична состојба. Единствена можност епидемијата од морбили да заврши што побрзо, како што вели министерот, е да продолжи трендот на вакцинација. До сега се вакцинирани над 6000 деца.
Едно дете болно од мали сипаници на клиниката за инфективни болести е во тешка состојба, а уште 2 деца на 6-месечна возраст на клиниката за детски болести се на респиратор поради компликации на белите дробови, предизвикани од ова заразно заболување. На инфективната клиника вчера се регистрирани 5 нови заболени од морбили, а 2 се примени на лекување. Детето е во тешка општа состојба и било невакцинирано. Второто дете е на 13-месечна возраст од Сарај, кое е невакцинирано и не посетувало градинка. На клиниката во моментов се лекуваат 22 пациенти, од кои 3 се возрастни и 19 се деца. Амбулантски се прегледани уште 3 пациенти со морбили, дете на 11-месечна возраст од Тетово, 3-годишно дете од Шуто Ризари и 8-месечно бебе од Бутел. Овие деца не биле вакцинирани и не посетувале градинка, велат од Министерството за здравство. Филипче посочи дека динамиката и во текот на вчерашниот ден е вообичаена, исто како и изминатите денови. Околу 4 до 5 случаи со морбили се примаат на клиниката за инфективни болести. Во детската болница во Козле, како што информира Филипче, се сместени само пациенти со грип. Нема пациенти со мали сипаници. Единствена можност епидемијата од морбили да заврши што побрзо, како што вели министерот, е да продолжи трендот на вакцинација. До сега се вакцинирани над 6000 деца. Според извештајот за 2018 година на првата детска амбасада во светот Меѓаши, на СОС линијата се регистрирани 107 дојави за прекршување на детските права. Најкарактеристични податоци што биле регистрирани се 30 дојави за сиромаштија, 13 за семејно насилство и негрижа врз дете, 9 за бракоразводни постапки, а 5 деца биле жртви на меѓуврсничко насилство. На СОС линијата за деца и млади до месец ноември 2018 година се регистрирани 107 пријави за прекршување на детските права, со кои подоцна дополнително контактирано е 130 пати од страна на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Направената дополнителна комуникација со нив е да ги информираат дојавувачите какви мерки се превземени, кои се одговорите од надлежните институции. Според Змијанац, најкарактеристични податоци што биле регистрирани во првата детска амбасада во светот Меѓаши се 30 дојави за сиромаштија, 13 за семејно, физичко и психичко насилство и негрижа врз дете. 9 деца биле потенцијални жртви на прекршување на правото на детето при бракоразводни постапки и 5 кои биле жртви на меѓуврсничко насилство. За проблемот на сиромаштијата Змијанац посочи дека овие деца од рана возраст треба да се вклучат во градинка. Ги повикуваме државните институции, бидејќи кога отсуствува грижата и капацитетот на родител, а во услови на сиромаштија ни родителите не можат најсоодветно да се снајдат, државата е таа која треба да им помогне. А помагањето е многу едноставно. Овие деца треба во раниот детски развој да се вклучат во градинка, да добијат бенефиции од страна на државата, да стекнат други животни навики, да не бидат дискриминирани по социјалниот статус, да им се обезбедат топли обувки, облека, храна и на тој начин ќе имаме помалку едно дете на улица и на време ќе може да се работи со овие деца за да можат да стигнат и до задолжителното основно образование. Значи да не дозволиме нивна регрутација како деца питачи или пак деца чиј труд се злоупотребува. Што повеќе децата се вклучат во образованието, толку имаме поголема шанса да ја намалиме детската сиромаштија и да ставиме крај на трансгенерацијскиот начин на обезбедување на екзистенција. Психологот Јана Зенковска истакна дека од дојавените случаи на СОС линијата еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат децата е сиромаштијата и оневозможеноста да ги остваруваат нивните основни права како резултат на тешката економска и социјална положба на нивните семејства. Следен проблем со кој се соочуваат децата во случаите пријавени на СОС линијата е семејното насилство, па злоупотребата на детски труд како питачење, како и прекршување на правата на детето при бракоразводни постапки. 107 дојавувачи, 3 биле само деца и за мене 104 биле возрастни луѓе. За мене е многу важно затоа што овие 3 случаи на деца се деца кои што побарале помош за нивното ментално здравје.
поточно деца за кои што се бара помош за нарушување во комуникација меѓу врсници, или пак оваа година имаме случаи каде што родители и деца бараат помош за менталното здравје или сомнеш за депресија кај малолетници. Иако звучи фрампантно, меѓутоа е значајно бидејќи кај луѓето се развива свеста дека треба да бараат помош и поддршка и менталното здравје го ставаат на еден приоритетен дел. Од првата детска амбасада во светот меѓаши велат, за да се намали и да се превенира агресијата и насилството, потребна е сензибилизација на родителите и децата за начините на меѓусебна комуникација, стекнување на вештини за ненасилно решавање на конфликти, развивање на вештини за меѓусебна толеранција, емпатичност и воведување на мировно образование во училиштата. Интензивно тече санацијата на санитарните јазли во основното училиште Кузман Шапкарев во населбата Драчево. Минатата година во ова училиште беше поставена термоенергетска фасада на површина од 3141 метар квадратен, а делумно беше заменета и кровната конструкција. Интензивно тече санацијата на санитарните јазли во основното училиште Кузман Шапкарев во населбата Драчево, што почна во втората половина на јануари годинава. Градежните активности во училишниот објект, санација на 8 санитарни јазли со преку 30 тоалети. Се работи за дел од проектот на Министерството за образование и наука за изведба на рехабилитација на 13 училишта и треба да финишира за најмногу 6 месеци. Во текот на минатата година во ова училиште беше поставена термоенергетска фасада на површина од 3141 метар квадратен, а делумно беше заменета и кровната конструкција, соопштија денеска од општина Кисела Вода. Во основното училиште Кузман Шапкарев настава посетуваат 660 ученици, а училишниот објект датира од 1971 година. Станица за полнење електрични возила во трговски центар Сити Мол. Не барајте изговори за да возите пијани. Во 2018 во сообраќајки загинале 129 лица. Се чисти отпадот од црните точки во општина Газибаба. Прослава на Свети Трифун во Ајватовци. Во трговскиот центар Скопје Сити Мол е поставена станица за полнење електрични и приклучни хибридни возила. Предходно и на паркингот кај поликлиниката Ѓорче Петров беше поставен бесплатен полнач за електрични автомобили. Годинава за прв пат владата ќе доделува субвенции за купување на хибридни и електрични автомобили во насока на намалување на загадувањето, намалување на бучавата и искористување на обновливата енергија. Согласно заложбите се предвидува до 2035 година целиот возен парк во земјава да биде на електричен или хибриден погон. Во трговскиот центар Скопје Сити Мол е поставена станица за полнење електрични и приклучни хибридни возила. Полначот се наоѓа во жолтата зона на подземната гаража на трговскиот и на собствениците на електрични возила им нуди можност за бесплатно полнење и паркирање за време на пристојот во Сити Мол. Со поставување на полначот продолжува да се шири мрежата на јавно достапни полначи за електрични возила, која сега има повеќе од 40. Секој кој поседува електричен автомобил може да го полни без надомест. За да ја користат станицата, собствениците на електрични возила предходно треба да поднесат барање за електронска картичка за полнење и картичка за паркинг. Барањата за двете картички може да се поднесат на parking@skopjecityMall.mk. Предходно и на паркингот кај поликлиниката Ѓорче Петров поставен беше бесплатен полнач за електрични автомобили. Годинава за прв пат владата ќе доделува субвенции за купување на хибридни и електрични автомобили во насока на намалување на загадувањето, намалување на бучавата и искористување на обновливата енергија. Бројот на електрични автомобили на европско ниво од година в година расте, а како земји во кои најмногу се продаваат се високо развиените европски земји, односно Норвешка и Германија. Продажбата на ваков тип автомобили во Македонија е значително помала, но бележи пораст и наскоро според експертите се очекува во континуитет да се зголемува. Согласно заложбите, се предвидува до 2035 година целиот возен парк во земјава да биде на електричен или хибриден погон.
Истражувањата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата покажуваат дека 80% од возачите во Македонија барем еднаш во животот возеле под дејство на алкохол, а 5% тоа го прават често. Токму како резултат на лошите навики, неодговорното однесување и непочитување на сообраќајните правила. 129 лица загинале во сообраќајни незгоди во 2018 година, а повредени биле околу 6000. Животот без сообраќај во денешно време е незамислив. Покрај основната цел на сообраќајот, поврзување на определени места, од особена важност е и аспектот да се сообраќа безбедно. Релативно големиот број на учесници во сообраќајот, возачи, пешаци, велосипедисти и мотоциклисти, несомнено создаваат услови за правење грешки кои влијаат врз безбедноста во сообраќајот на патиштата. Единствен начин да се избегнат несреќите е да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и никако да не се вози под дејство на алкохол. Но колку од вас барем еднаш возеле под дејство на алкохол? Истражувањата на Републичкиот совет за безбедност на патиштата покажуваат дека 80% од возачите во Република Македонија барем еднаш во животот возеле под дејство на алкохол, а 5% тоа го прават често. Токму како резултат на лошите навики, неодговорното однесување и непочитување на сообраќајните правила, 129 лица загинале во сообраќајни незгоди во 2018 година, а повредени биле околу 6000. Одговорноста за овој црн биланс од македонските патишта е заедничка на институциите и на учесниците во сообраќајот. Од тука и прашањето, што вие лично преземате за да се намалат сообраќајните незгоди? Законот треба без исклучок да важи за сите кои го загрозуваат животот и безбедноста на учесниците во сообраќајот. Казните даваат ефект, но треба да се поработи на свеста и одговорноста на возачите. Возачите кои избираат да возат под дејство на алкохол најчесто бараат изговори. Голем дел од нив си ја смируваат совеста со тоа дека не се многу пијани, се случило само еднаш или иако пијани возат бавно. Сепак, фактот дека прв пат возите пијан или само понекогаш не ве ослободува од одговорноста, затоа што жртвите, повредените и загубите не може да бидат надоместени без разлика дали вие прв пат возите пијани или не. И за крај, не е случајност, лоша среќа ниту судбина ако загинете во сообраќајна незгода кога возите пијани. Тоа е несовесно учество во сообраќајот. Екипите на комунална хигиена почна акција за чистење на отпадот од црните точки на територија на општина Газибаба. Денеска се чистеше дивата депонија во дворот на управната зграда на Заводот за згрижување Ранка Милановиќ во Газибаба. Во рамките на неделата посветена на подигнувањето на јавната свест за штетноста од несовесно постапување со отпадот, јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје денеска почна акција за чистење на дивата депонија во дворот на управната зграда на Заводот за згрижување Ранка Милановиќ на улицата Перонаков во Газибаба. Директорот на предпријатието Абдусаме Чабани истакна дека и оваа локација представува црна точка каде што континуирано се случува несовесно одлагање на отпадот и создавање на дива депонија. Крајната цел на предпријатието е во целост да се спречи појавата на овие црни точки на територија на главниот град. Деновиве активно ќе учествуваме црните точки да ги елиминираме и да бидат минато во градот Скопје. Ние као предпријатие ќе бидеме вклучени, но и ќе ја следиме ситуацијата. Не ни е целта само да го чистиме еднашка, туку и да ја следиме ситуацијата. Во соработка сме и со инспекторатот на општината Газибаба и со останатите инспекторати на другите општини. Црните точки во градот полека да ги елиминираме. Директорот Абдусаме Чабани и градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски упатија апел до граѓаните совесно да постапуваат со отпадот и на тој начин да ја заштитат животната средина. Градоначалникот Георгиевски истакна дека во соработка со јавното предпријатие Комунална хигиена и јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 ги лоцирале црните точки на територија на општината кои представуваат голем проблем и треба заеднички да се исчистат. Сики побараме покрај нашите вработени и вработените на јавното комунално предпријатие од град Скопје во наредот период кој што ни предстои во деновиве да ги вклучиме и граѓаните и општествените организации, здруженија на граѓани
секако со цел покрај подигањето на јавната свест да сите тие се вклучат и остават краен белег, затоа што хигиената ние пред се примерно и суштинско значење кој што во овој период го лоциравме и од самите граѓани и од самото тоа. Налагам дека мораме потхитно, без да го одлагаме овој проблем, со брза енергична акција, како што јавното комунално предпријатие на град Скопје ги чисти општините, така ние со нив и со нашето јавно комунално предпријатие сите точки и во изминатиот период тоа го правевме. Голем број на депонии кои што ги очистивме. Али повторно се случува да после чистењето на јавните депонии, јавната свест кај граѓаните на толку ниско ниво, повторно се појавуваат истите тие и долгорочно се вртиме во еден зачаран круг. Градоначалникот Георгиевски апелираше граѓаните да се вклучат во оваа акција за да имаме почиста и здрава животна средина. Градоначалникот посебно упати апел и до градското и до руралното јадро на општина Газибаба да се внимава со фрлањето отпад. Ние досега исчистивме депонии кои што беа лоцирани во делот на патот према Арачиново, во делот на Брњевскиот пат и делот во Страшници, во делот на Јерумнери, чистевме во делот на патот Александар Македонски и улица Маџари, непосредно во делот на основното училиште Наумовски Борче и Кадриево мало, во делот на Мако Елбенската пумпа и Ромското мало, чистевме во Вардариште во Ромското мало, така да имаме уште 4-5 локации, вклучувајќи денес овде во специјалното училиште Ранка Миловановиќ, кој што представува вистински, би рекол, ужас од она што представува дива депонија. Георгиевски истакна дека во наредниот период ќе бидат вклучени и комуналните инспектори, за да можат да се превземат превентивни мерки во делот на лоцирање и казнување на несовесните граѓани. 6-та година поред во населеното место Еватовци во општина Илинден. Утре ќе се одржи винскиот фестивал на кој се избира најквалитетно вино од домашни производители, односно од производители жители на општина Илинден. Пред манифестацијата ќе се одржи и традиционалното закројување на виновите лози во дворот на црквата Свети Трифун, со што ќе биде одбележан празникот Свети Трифун. Со символично закројување на лозовите насади во населеното место Еватовци. Традиционално, на 14 февруари, на свечен начин, ќе биде прославен големиот верски празник Свети Трифун. Свеченоста ќе почне во 8 часот и 30 минути со божествена литургија во црквата Свети Трифун, што ќе ја одржат свештеници од Македонската православна црква Охридска архиепископија. На традиционалната манифестација на одбележување на празникот на лозарите во општина Илинден и годинава по 6-ти пат ќе биде извршен избор на најдобро домашно приготвено вино на традиционален начин. Изборот ќе го извршат членовите на Винско витештво од Македонија, здружение кое што се грижи за промоција на македонското вино и на македонската култура. А на овој своевиден саем на виното се очекува да учествуваат 10 винопроизводители од општина Илинден. Утре во Македонија времето ќе биде слично на денешното, со температура до 7 степен. В петок температурата ќе се движи од -7 до 8 степени, в сабота од -3 до 10, а в недела од -4 до 12 степени. Во пресред на новата најгламурозна манифестација Оскар 2019 ве подсетуваме како се подготвуваа и како изгледаат звездите на црвениот килим минатата година. Од мене довидување. А вие уживајте.